Добар ден на сите и добре дојдовте на денешниот подкаст. Јас сум Владимир од Соворде Чопела Прилеп и денес имаме чест да разговараме со Љупка Панчевска, извршен директор на Junior Achievement Македонија. Добар ден, директор. Благодарам, Владимир, благодарам за поканата. Добар ден. Директорке, како за почеток би можеле ли да ни се представите и да ни кажете повеќе за вашата работа? Јас сум Љупка Панчевска, извршен директор на Junior Achievement Македонија, невладина организација која што е дел од светската организација Junior Achievement. Не има на скоро сите континенти, а природно припаѓаме на Junior Achievement Европа, која содржи околу 40 земји членки. Така. Како за прво прашање би сакал да ве прашам кој е Junior Achievement? Навистина е интересна приказната за Junior Achievement која почнала во 1919 година, каде што се зборувало многу за она што значи предприемничко образование и до ден денеска Junior Achievement зборува за предприемничкото образование, надополнето со она што значи финансиска едукација и секако подготовка на младите за идни вработување или подготовка на младите за еден глобален успех. Кои се главните активности на организацијата, што подочно работите вие? Ние почнавме во 2017 година со активности во средните училишта и покрај тоа што Junior Achievement како организација доста работи со основни училишта, со факултетите и назад години успеваме да во тој така наречен процес на образование од АДШ да се вклучиме и ние, токму со програмата за ученичка компанија, која што нам ни е една главна активност во организацијата. Покрај таа главна активност постојат огромен број други можности и активности и сето тоа некако е поврзано со темата на предприемништво. Можеме да се пофалиме дека скоро со секоја тема поврзана со предприемништво години назад работиме, а тоа е социјално предприемништво, женско предприемништво, дигитално предприемништво. Секако и пандемијата наметна еден тренд на дигитализација и мислам дека навистина како организација тука многу се снајдовме и во одговор на сите оние дигитални платформи кои што ги поставивме. Секако се наметнуваат и нови трендови на зелено предприемништво и циркуларна економија. Кој може да се вклучи во вашите активности и на кој начин работите? Добродојдени се сите средни училишта и гимназии на територија на нашата држава. Ние имаме подпишан меморандум со Министерството за образование и наука, со Центар за стручно образование и обука, како и со Бирото за развој на образование. Заедно со донаторската заедница и оние кои што не поддржуваат години наназад, успеавме да влеземе во трета година во содржини избрани од училиштето во Центар за стручно образование и обука, каде што прозвучи Junior Achievement како наставен програм. Наставниците, а со самото тој учениците имаат можност да го изберат како изборен предмет во трета година стручно, додека гимназиите, учениците од гимназиите имаат можност да го следат да ја следат оваа програма низ годината како воннаставна активност и секако оние кои што го слушаат предметот во деветите по иновации има можност да се вклучат во нашата програма Девојчиња во циркуларна економија или ние како што милуваме да кажеме младите во циркуларна економија. Добре дојдени се и сите оние млади луѓе кои што на некој начин се доаѓаат од разни урбани и рурални средини, а сакаат да научат нешто повеќе и да вложуваат во вештини и компетенции за бизнис. И имаме прилика да ги каниме и на обуки за млади, да организираме инспиративни работилници со покана до бизнис секторот, каде што
реномирани бизнис предприемачи доаѓаат за да ги охрабрат младите, сите оние кои што го поддржуваат предприемништвото и сите оние кои што веруваат во предприемничкиот дух кај младите, заедно сме сплотени со сите тие актери во општеството кон поддршка на младите и кон активност на младите, па тука може да се спомене дека често организираме и работилници за вмрежување, каде што тие можат многу и да научат, да се запознаат меѓу себе, организираме различни патувања, учествуваме и регионално и на европско ниво, што не носи до таа една соработка со останатите Junior Achievement организации и во регионот и на европско ниво, навистина една прекрасна и отворена можност за сите млади е тоа. Самата организација постојано има отворен повик за волонтери, постојано сме отворени за сите оние млади кои ја завршуваат програмата. Кај нас тоа е така наречен алумни клуб. Самиот клуб е неформална група, значи млади излезени од програмата кои успешно ја завршуваат програмата на Junior Achievement, имаат можност да се здружат, имаат и управен одбор и да земат учество не само на националните настани кои што и самите ги предлагаат до нас и организираат, но и да бидат дел од мрежата на Junior Achievement Европа. Па дури светската мрежа има бројни патувања и настани кои што се случија минативе години, каде што и наши алумни учествуваат токму на тие настани. Би сакала да ве прашам кои се главните активности и придобивки за учениците? Пред се креираме можности, тоа е едно од нашето мото, креираме можности за секој ученик кој што навистина сака да биде активен, не само во своето училиште, туку и малку надвор од сето тоа, да биде активен чинител, да биде активен граѓанин и преку тие креирани можности се добива право на учество. Може да се учествува на хакатоните или дводневни работилници, дводневни надпревари за најдобар бизнис концепт, како и во минатото ги нарекувавме кампови на иновации, затоа што реално и се случува генерирањето на иновативни идеи за време на тие 2 дена. Во тие можности стои секако и можноста за добивање награда, затоа што и дводневните награди и самиот национален надпревар кој што го организираме како кулминација на програмата за ученичка компанија, се места каде што ученикот добива сертификат за учество. Секако тука ни стојат на располагање во текот на целата година, независно од учебната година, и сертификацијата за предприемнички вештини, тоа е една посебна платформа. Платформата за проектен менеджмент, исто така посебна дигитална платформа, и најинтересната, можеби, платформа во рамки на проектот Panda Labs Junior, чија позадина од проектот ја имам зад себе и за кој што би сакала и повеќе да објасниме во делот на зелено предприемништво и секако платформата за циркуларна економија која што со себе носи огромен број на модули кои не учат сите заедно, и нас и учениците, да се грижиме за околината, заедницата на еден одржлив начин. Се учиме да низ тие модули да научиме и што е тоа циркуларна економија наспроти линеарна економија, начините на заштита на животна средина и секако модели за рециклирање, реупотреба и повторна заштита на нашите ресурси, се со цел да се справиме со она што значи одбегнување на последиците од лошите климатски промени. Го спомнавте проектот Panda Labs. Дали може да ни кажете нешто повеќе за него? На почетокот кога ме прашавте да се представам, јас сум по вокација инженер-технолог во прехранбени науки. Во меѓувреме станав и магистар за економски науки. Тоа е една убава комбинација која што во животот некако не носи сознање за се она што се природни ресурси и како подобро да ги употребиме.
И на тоа би се надоврзала со приказната за Panda Labs. Таму ние сме во конзорциум со уште 3 земји, Бугарија, Србија и Црна Гора. И навистина многу се сработи. Јас би издвоила токму ова што го кажував и што е специфика за самиот джуниор, тоа се хакатоните кои што ги организиравме на назад настани за еко-училиште, организирање еко-акции, како и вебинарите и целокупната едукативна платформа која што нуди огромен број на можности да се научи пред се што е тоа праведна транзиција, како да се справуваме со климатските промени, сите теми кои што се поврзани со зелената агенда и секако заштита на животната средина. Постојат неколку модели низ проектот кои се покажаа како успешни. Тоа беше организирањето на тркалезна маса со покана до оние чинители во општеството кои што силно го застапуваат, силно ја поддржуваат државата на патот да станеме одржлива економија и да едноставно ги навреме да ги завршиме сите обврски кои што ни стојат на патот на праведната транзиција. Тоа значи да работиме многу со регионите од Јаглен. Така што поголема можност во овој проект доби регионот на Битола и мал дел од Кичево, каде што имавме и можност да ги посетиме едните и другите, за да во таа праведна транзиција ги запознаеме со темите, но и да ги поттикнеме на иновативни идеи, предприемнички идеи кои што ќе бидат на крај на денот одржливи, но и зелени бизнис идеи. Во сите 4 земји тоа генерирање на идеи беше многу успешно. Многу млади се вклучија и на хакатоните, и на работилниците, и на симулација за економско-социјален совет. И од тие зелени идеи се надевам дека ќе станат и реални, за да може да ги заштитат оние вработени кои што се погодени во регионите со Јаглен и кои што ќе ги изгубат работните места, тоа се нивните родители, но тие како нивни деца во тој регион да останат во земјата, да не заминуваат надвор од земјата, туку да размислуваат предприемнички и да постапат да предложат зелени идеи. Така што тоа не спои минатиот во февруари месец во Перник во Бугарија се одржа и конференција каде што сите 4 земји има можност со победничките тимови од настаните наназад да настапат и да ги изложат своите победнички идеи. Навистина сме многу горди на тоа што младите го презентираат таму, но секако ќе гледаме да најдеме и начин или можеби низ видео на овој начин да ги поканиме, нели, ако се сложиш Владимир, да ги поканиме да ги презентираат и останатите тимови, затоа што за мене сите оние кои што учествуваа во тие процеси треба некаде да ги пофалиме, прикажеме. Секако дека може, за мене ќе биде задоволство. Би сакал да ве прашам, покрај програмата за ученичка компанија, дали постојат и други активности на организацијата? Така, кај нас тоа не го делиме како одделни програми или одделни проекти, иако нели се зависни од различни донатори. Како што кажав и на почетокот, целата приказна е поврзана со темата на предприемништво, но сепак интересни се да се истакнат некои активности кои што следат и проекти кои што следат. Ке ставиме фокус во следниот период покрај циркуларна економија и проектен менеджмент и покрај оваа програма за зелено предприемништво, ке ставиме и фокус на социјално предприемништво и младите да во ученичката компанија да креираат идеи кои што се поврзани со она што значи социјални предпријатија и како тоа во државата ќе може да се промовира понатака. Тука негде многу зборуваме и за поддршка на женското предприемништво или девојчињата во програмите. Тоа го дозволува девојчиња во циркуларна економија, затоа што кај нас, верувајте, по природен пат некако се случи да на ниво на средно образование се приклучат поголем процент на девојчиња наспроти на машки.
тоа не треба да ни е за замерка, туку за пофалба, затоа што навистина во она што значи креирање на вештини покрај предприемничките, сега веќе почнавме да зборуваме и за така наречените STEM вештини, кои што во превод се поврзани со она што значи наука и технологија и инновации и инспирирање на девојчињата не само да учат и да бидат добри за време на средното образование, туку и да продолжат на техничките факултети, да станат добри инженери и да станат дел од она што значи истражување и развој. Преку истражување и развој, тие ќе можат повторно да вратат назад во заедницата како добри примери на инженери. Секако, сите програми што ги нудевме наназад и што ќе ги нудиме дополнително, се со цел да се креираат сет на вештини. Сетот на вештини кој што е испишан како сет на вештини во сертификатот за предприемнички вештини, со себе покажува дека ученикот се стекнал со предсезнање што е тимско работење. Потоа носи презентацијски вештини. Носењето одлуки е важно нешто. Носењето одлука за парите или би рекла повеќе ракување со парите. Секако тука се одредени финансиски табели, анализа, буџет на ученичката компанија, бизнис планот ги содржи сите оние потребни финансиски елементи, конструкцијата на финансиски ресурси, потреби на компанијата и секако се учи ученикот што значи да се биде менаџер на компанијата, можеби маркетинг човек или едноставно лидер на тимот. Значи многу зборуваме и за она што значи да се стане лидер на една екипа. И сето тоа е низ дадената можност во програмата да се пробаме, значи активно преку на англиски learning by doing, значи преку практична примена на вештините кои што се стекнуваат, да доаѓаме на надпревари и да потоа се представуваат пред жири комисија, која што во случајов ја има улогата и на така наречени инвеститори, затоа што учиме и како со идејата до инвеститори. Секако тука се вредни да ги споменам и работилниците кои што ги одржуваме директно за учениците, а тоа е како ученичката компанија може да се трансформира во реална ученичка компанија. Тука веќе многу зборуваме за легислативата на земјата, секако зборуваме повеќе што значи да се искористат во функција да се стават сите оние заеми, грантови, кредити од финансиските институции, напомош ги викаме во соработка финансиските институции и банки, досега не се вклучи и финансиски институции во поддршка на сето ова, и секако експерти кои што ќе го збогатат знаењето за себе презентирање на личноста, затоа што има многу можности индивидуалецот да порасне во еден тим, но и тимски како тие во иднина ако станат реална ученичка компанија, како да се промовираат. Потоа изолирано зборуваме за она што значи поврзано со дигитален маркетинг, значи подобрени вештини и знаење за дигиталните алатки, и секако знаење и вештини за маркетинг на една ученичка компанија, кои што се и главните критериуми за оценување кога ќе дојде жири комисијата на надпреварите, ние им ги поставуваме токму тие критериуми за оценка за да може целокупно да се оцени работењето, се оценува тимскиот дух и работата, презентацијските вештини, се оценува компанискиот известај, представувањето на самиот тим, низ оние елементи кои што ги споменав и сето тоа, нели, не носи кон подготовката на така наречено успех на глобално ниво, а самата програма нуди и можност да бидеме дел од секоја година од кога сме формирани, да бидеме дел на европскиот надпревар, кој што се одржува во една од земјите членки на Junior Achievement Европа. Би сакал исто така да ве прашам, кои се главните придобивки за наставниците кои се вклучуваат во вашата програма? Кај нас се започнува со наставникот. Поканата до училиште, потоа и комуникацијата со наставникот е во насока да се запознаеме, да го поканиме наставникот на основната обука, за да може да го воведеме во програмите.
и најчесто тие обуки се многу интерактивни, наспроти теорија има многу вежби, споделуваме доста вежби за време на обуката, за да може потоа и самиот наставник да стане предприемиш, па тоа е таа предприемливост е една одлика потоа за наставникот низ годините што следат и станува добар пријател на Junior Achievement семејството од причина што и тоа е бенефитот. Другиот бенефит за наставникот е тоа што има можност да биде прогласен за наставник на годината, а со самото учество на целото училиште се има можности за да се прогласи за најпредприемничко училиште според дадените критериуми. Често знаеме да побараме преку Еразмус проектите и можности за патување, така што може да се пофалиме и со патувањата во регионот и подалеку, каде што бевме присутни на неколку конференции на наставници, каде што нашите наставници имаа можност да учествуваат како говорници или пак учесници, да слушнат какви се трендовите во настава, дидактички методи, нови технологии, нови методи на учење и работа, и на тој начин добиваат навистина и сертификат со кој што покажува дека се спремни за имплементација на ученичка компанија, но и се дел од една мрежа каде што добиваат нови и нови прирачници, нови трендовски нешта. Тоа во пандемијата ни беше овозможено со документот кој што го преведовме на македонски јазик за дигитални алатки. Инаку сакам да кажам дека програмата поради присутноста во сите земји членки на е веќе преведена на голем број јазици, така што може наставникот нашата држава да искористи прирачник за наставници и на другите јазици кои што се потребни. Во конкретниот случај ние ги имаме прирачниците на турски јазик, на албански јазик, на српски, бугарски, албански, кажав, не можам да се досетам, значи од самата мрежа произлегуваат и јазиците, така што обуката и покрај тоа што е на македонски јазик воведна, сме организирале до сега во соработка со Албанија и Србија и на другите јазици, така што бенефитот за наставниците е навистина огромен и тоа е една покана за оние кои што не се вклучени да се вклучат. Инаку наставниците имаа можност за една посебна воведна програма за проектот за кој што сме денеска Panda Labs, да се воведат во начинот на пристапување на едукативната платформа, како може да ги искористат сите оние едукативни модули и вежби и да ги симнат на својот компјутер, за да потоа можат во тимови да ги работат за време на часот и би рекла таму има многу интересни квизови и за самиот наставник и за самиот ученик, па може дури да ги искористат одредени тимови од ученици за идеја за останатите програми и секако да целата платформа да дозволи и да се себе оценат. Значи, постои можност да се оценуваат себе си, колкава знаење стекнала индивидуално, а може и да наставникот одбере да во групите во кои што работи да ги искористи некои предлози за оценување, па и да се формира некоја оценка на ученикот за време на часовите. Самата програма може да идеално да се спроведува и на двата начина, и вон наставно, со креирани тимови или за време на одредени часови на бизнис и предприемништво, доколку се наставниците од тие профили. Инаку изумив да кажам дека програмата е отворена за сите профили на наставници. Кај нас доаѓаат и наставници кои што се по предмети за кои што можеби не се поврзувало предприемништвото, но ние успеваме да ги убедиме сите дека се еднакво добредојдени, затоа што на крај на денот и кога во медицинско училиште ќе го објасниме и ќе објасниме потребата, и дури и тие се гледаат дека во иднина, навистина, посебно оние приватни здравствени установи, ќе имаат и такако потреба идните доктори да ракуваат и менаџираат
таква една ординација, што на нас одвратено токму ова знаење за време на средното образование и како би им го овозможило. Тоа е само еден пример. Тука е и вашето училиште, кое што години наназад може да ве пофалам, уште од самиот зачеток на Junior Achievement професорката Миријана се вклучи, понатака се вклучи и други наставници, и Елизабета на минатиот период, така што и самите можете да кажете или пофалите нешто за училиштето ако имате, Владимир. Но претходните хакатони што беа и работилници бевме присутни и беа толку одлични, толку имаше интерактивни работи, научивме премногу. Благодарам, баш ми е мило. Што ете така имаме добра соработка. Сега дури се подсетив дека вашата директорка ни беше вклучена на еден од вебинарите наназад, кои што ги организиравме. Тоа се оние виртуелни работилници кои што дозволуваат вклученост одеднаш на повеќе учесници без физичко присуство, и можам да кажам дека тоа е нешто што и во овој проект Panda Labs исто така профункционира, затоа што самата мреженост на сите овие од регионот дозволува за оние кои што немаа прилика да патуваат на регионалните настани да се поврземе онлайн, така што сите млади во проектот имаа можност да се поврзат онлайн со останатите врсници и убаво да се слушне како работат во Црна Гора, како работат во Србија, каков е примерот во Бугарија. Инаку организациите кои што не ги споменав, еве да ги споменам од таму, се Junior Achievement од Бугарија, кои што беа и задолжени за изградба на едукативната платформа, секако WWF Адрија од Србија и Екотим од Црна Гора, кои што беа за онаа кампања за покриеност и јакнење на свеста за зелена транзиција. И секако многу научивме и за она што значи како да се изведе симулација на економско-социјален совет составен од млади, каде што го слушаме гласот на младите и навистина е интересно да учествуваат како возрастни, а всушност да им се даде шанса да се екипираат со знаења за се она што во иднина ќе следи. Дали постои поддршка од институциите во државата? Ние навистина сме задоволни од поддршката на институциите, посебно Министерство за образование и наука со entитетите се присутни скоро на сите настани, во поздравните говори, во улога на бизнис волонтери или во улога на жири комисија. И сметам дека на таа патека и возвратно не канат во креирање на стратегиите за средно образование и нашето мислење, креирано мислење за онаа насока во која што треба да оди предприемничкото образование, и сакаме да сме дел од таа улога. Тука се финансиските институции кои што ги споменав и банки кои што се загрижени за финансиската писменост на младите, и ние го помагаме тој процес, уште од мали нозе младите да размислуваат за штедењето, за ракување со пари, во кои моменти треба или не треба да се земе кредит и како правилно да се задолжува. Во таа насока ги поврзавме и со осигурителни компании, со Македонска бирза, навистина еден голем број на работилници се сработени, можеби ќе изумам некои од институциите. И секако бизнис секторот. Ова е еден повик до бизнис секторот, значи секаде во Junior Achievement организациите тој модел е многу успешен и бизнис секторот е некој кој што природно пристапува на Junior Achievement организациите, сега кај нас тоа зашто станува збор за огромен број на мали и средни предпријатија, навистина се во еден предизвик да опстанат, имаат предизвики да вработуваат, да растат, предизвик со даноци, нивниот раст е специфичен
и наназад години како да се малку презафатени за учество и враќање кон заедницата, и тоа е еден апел да општествената одговорност не завршува со подавање спонзорство, туку треба малку поприсутни да се во училиштата, доколку се отвара можност да ги следат тие образовни процеси, значи враќање кон заедницата и вложување навреме во образованието. Ако се вложува навреме во образованието додека се во средно учениците, тие ќе имаат и квалитетни вработени во иднината. Значи, Junior Achievement ги подготвува младите, но не можеме сами. Треба да се наметне потребата на тие бизниси, каква е потребата, какви млади треба да креираме, со каков сет вештини, значи да се направи спрега помеѓу бизнис секторот и нашата организација, и затоа кажуваме еден апел, таа постојана отворена можност стои со покана до бизнисите, затоа што и тие навистина многу би добиле. Верувам дека би добиле пристап до младите, размислувањето на младите би добиле пристап преку пракси или едноставно на скенирање, или како да го преведам, на скенирање на работното место, како младиот човек би се вклопил во еден тим, и тоа е можност за директна средба на нашите настани и преговарање за едно вработување. Значи самиот саем и ова што ќе се случува на 7 мај како национален надпревар на ученички компании, особено во делот на представување на штандови, дозволува бизнис секторот да бидат едни од гостите и директно да разговараат со младите луѓе на штандовите и да разменат кои се потребите на младите, а од другата страна бизнис секторот да каже што очекува и во кој правец се движиме во тоа што значи поврзување на бизнис секторот со младите. Директорки, како последно прашање би сакала да ве прашам дали соработувате со невладини организации во земјата и пошироко? Мислам дека од кога сме започнале, само листата на соработници се наголемува и сум пресрекна и можеме навистина да се пофалиме и со бројот на подпишани меморандуми со бизнис планските центри, со општините подпишавме меморандуми, но секако тука се невладините организации, креираме партнерства на повеќе начини. Дел од партнерствата се во градење заеднички предлог проекти кои што потоа и заедно ги спроведуваме. Дел од тоа се да разменуваме покани каде што нашите ученици ќе имаат можност да земат учество. Тука се и факултетите покрај невладините организации кои што работат со нас. Направивме и соработка со одреден број на стартап центри и акселератори, бидејќи се јави како потреба оние кои што сакаат да продолжат и стартапираат, што се вели, да продолжат да комуницираат со стартап заедницата, и тоа е една природна спрега на сите чинители, и сите ние невладини сакаме тоа да го постигнеме со една синергија и заедничка работа, бидејќи има простор за сите, а сите не можеме да постасаме, така што е идеално да се надополнуваме во активностите што ги правиме за млади луѓе. Значи голем број на организации кои што нудат дебати за млади, јавно говорење, идни новинари, би рекла, значи во делот на писменост воопштена или финансиска писменост, кои што работат во делот на јакнење на еколошката свест. Ние токму низ овој Panda Labs проекти се поврзавме со општината во Битола, се поврзавме и со сите они кои што работат во моментот на теми поврзани со зелена агенда за биодиверзитет, заштита на животна средина, заштита на превенција од климатските промени, значи јакнење на свеста. И во таа целосна, значи во тој целосен екосистем ние мораме да бидеме и препознатливи, затоа што тука се и оние одржливи цели на глобално ниво, за кои што може да се пофалиме дека половина и поише ги покриваме. Што би сакала да истакнам сега нешто и за Junior Achievement Европа, тоест Junior Achievement светската, дека ние сме по трети пат номинирани за Нобелова награда за мир.
и сме 7 рангирани за најдобра невладина организација во светот како Junior Achievement светска организација. Придобивките од светската некако како да се пренесуваат и кај нас и јас би сакала исто како членки на една убава мрежа да добиваме награди. 3 години поред бевме наградени за успешно работење и постигнати резултати и индикатори за млади. И во таа насока мислам и да продолжиме. Мора да се работи. Јас исто така би сакал да истакнам дека нашето училиште има медиумски клуб, каде што учениците ги запознаваме повеќе со медиумската писменост и со новинарството. Еве, ова беше навистина еден прв медиумски потфат на Junior Achievement со тебе, Владимир. Јас ја оставам отворена поканата и за останатите наши учесници, наставници да добијат прилика да кажат нешто и за нас, да бидеме пофалени од оние со кои што соработуваме. Добре дојден си да бидеш дел од мрежата на алумни, добре дојден си и да продолжиш да бидеш активен во програмите на Junior Achievement. Во прилика ќе се видиме во Прилеп, така, следно гледање. Ќе гледам јас да дојдам. И навистина ценам за твојава иницијатива, навистина еден убав потфат и убава иницијатива и ти посакувам многу успех не само на полето на медиумски новинар и градење на кариерата, но туку и успешен бизнисмен или предприемач, како и да милуваме да кажеме, и секако успех во животот. Следат многу чекори. Факултетот веројатно првин, така, кој што ќе го избереш, имаш уште години за учење. Ви благодарам многу на вавите зборови. Благодарам. Директорке, како ви благодарам што бевте дел од денешниот подкаст и што ни споделивте повеќе за Junior Achievement Македонија. На нашите драги гледачи би им препорачал да го сакаат да дознаат повеќе или да се вклучат во активностите на Junior Achievement, да ја посетат вашата веб страна и да ве заследат на социјалните мрежи како Facebook и Instagram. Им благодарам што не гледа и ми препорачувам да останат мотивирани и креативни. Слободно нека не контактираат, веб страната е активна доста, таму се оставени наши контакти и имејлови. Значи самиот Инстаграм е препон со слики од доживување и активности кои што не успеав сите да ги раскажам. Секако Facebook страната исто така дозволува објави. Еви, денеска направивме објава за минатите 2 дена од регионалните надпревари, значи постојано објавуваме за да и самите се потсетиме, но и за да споделиме со сите млади кои можности им предстојат. И тука би сакала да кажам дека ова е еден отворен повик за младите ако имаат идеи. Ако имаат идеи кои што сакаат Junior Achievement да ги оствари, ние сме секогаш добре дојдени да го слушнеме гласот на младите. Ви благодарам многу. Благодарам, Владимир.